Здраво, драги пријатели, добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам по едно прашање и тема која што ме поттикна еден родител со кој што имав комуникација во врска со неговото дете кое што е физички активно и така натаму. И се работи за моментот кој што многу ме испровоцира, односно ме испровоцира да зборувам за оваа тема затоа што сватив дека колку погрешно имаме слика за тоа што значи добар и квалитетен живот. И се работи за моментот дека со родителот додека разговарав ми кажа дека па моето дете е доста активно, има по 5-6 тренинга неделно, не е проблем и ако јаде нешто што не е така правилно и здраво, и као он е млад, ќе се развива, ќе расте, нека е здрав и жив, као понатаму ќе можеби ќе ја менува исхраната кога ќе има потреба за тоа. И сватив дека многу од нас луѓето го имаме тој погрешен став, па вклучително и јас. Јас порано тренирав ракомет некои 8-9 години и исто, и јас имав став за себе дека не е проблем, јас сум млад, трошам, вежбам секојдневно, после тренинзи јадев по 1 до 2 тоста и така натаму, значи никакво пазење во исхраната и многу од луѓето живеат на таков начин и проблемот е што практично родителите можеби пред се не се свесни и нормално тоа го предаваат на своите деца. А тоа е многу погрешен став. И сакам секој од вас да разбере дека вежбањето воопшто не е никаква замена за лошата исхрана. Односно, што тоа значи? Ако јас имам лоша исхрана и ако мислам дека со тоа што ќе бидам физички активен, ќе вежбам и сето тоа ќе успеам да го избалансирам и надокнадувам, е во многу голема замка и во погрешен став. Затоа што кои се законите на телото? Вие кога имате физичка активност, вашето тело се прави многу голем напор, односно тоа значи дека неговите резерви можеби на гликоген, на протеини, на најразлични витамини, минерали и електролити кои што се неопходни за функционирање на хемиските процеси во телото, се трошат за време на физичката активност и телото секогаш после одреден напор бара некаква регенерација. Кога нашата исхрана е тотално катастрофална, тоа значи дека таа регенерација ќе биде тотално катастрофална, тоа значи дека тренажниот процес ќе биде во погрешен правец и тоа значи дека шансите да се навлече некаква повреда и шансите да се намали имунитетот, да можеби се ослабне крвта и така натаму се многу големи. Затоа што кога телото не може да ги најде потребните нутриенти за неговата регенерација, секогаш ќе почне да ги бара, тоест кога не може да ги најде од храната, секогаш ќе почне да ги бара од периферните делови на телото. Тоа значи дека ќе почне да зема одредени нутриенти од коските, од ноктите, од косата, од мускули, од раскавиците, тиви и така натаму, што значи дека после одреден период многу лесно може да дојде до повреда. Затоа немојте да го прифаќате ставот и мислењето дека вежбањето е супер замена за лоша исхрана. Напротив, ако мене ме прашувате, јас подобро не би внимавал на исхраната, ама не би ни вежбал, отколку да вежбам, а да не внимавам на исхраната. Затоа што оваа втората опција на дол крок може да биде навистина фатална и да навистина некој можеби кој што денеска има 15 години и се уште смета дека е млад и дека може што сака да прави, а да вежба, тоа ќе значи дека може да плати многу голема цена, односно прерано да ја заврши својата кариера и прерано да заврши некоја приказна за која што можеби во моментов има огромна страст и пасија и има огромен сон да како спортист можеби направи нешто повеќе во неговата дисциплина. Така да и нормално и деца и родители кои што можеби се препознавате во овој пример и доколку познавате луѓе кои што ги препознавате во оваа приказка, ве молам споделете оваа тема затоа што е многу важна и сакам да до многу луѓе допре и да станат свесни дека вежбањето и исхраната одат заедно и дека многу поголем процент од тоа како ќе се развива моето тело и какви ќе бидат моите перформанси зависи од исхраната и затоа гледате да ги комбинирате заедно. За оваа тема денеска јас завршувам. Ви посакувам здрави животни навики, ви благодарам на внимание, на интеракција. Ask Јосиф хаштагот е тука да го користите. Контактирајте ме за било која тема и ќе дадам максимум да ви одговорам. Се гледаме во следна епизода. Чао, чао!